Разговараме со Емил Киријас, подпредседател на Либералната интернационала, во моментов во Барселона. Добра вест која доаѓа од Европската Унија, за оваа вест чекавме 15 години, започнуваме преговори со Европската Унија, но Еврокомесарот за проширување врху и рече дека многу брзо ќе бидат започнати преговорите заради тоа што датум нема, заради коронавирусот, заради кризата всушност со коронавирусот, и Стефан Блок, холандскиот министер за надворешни работи, вели дека може да се почне веднаш. Па прашањето е, со оваа криза, како е можно веднаш или многу брзо да се почне? Што тоа би значало? Здраво, Ива. Кризни се деновите, тешки се деновите, ајде малку да се насмееме. Сепак добивме убави вести од Брисел, датум кој што го чекаме подолго време. Очекувавме да добиеме датум за почеток на преговорите, уште со добивањето на кандидатскиот статус од 2005 година во декември. Така да после 15 години чекање, иако е кризна ситуација, дајте малку да кажеме да има простор да се насмееме и да бидеме среќни и задоволни. Добро е дека конечно е донесена таа политичка одлука која што ни недостасуваше долго време. Европската Унија покажа дека кога има политичка волја, може да се донесат политички одлуки, односно во сосема вонредни услови. Единствена точка на дневен ред на Комитетот за генерални работи, односно General Affairs Council, се одржа денеска само со една тема, а тоа е проширувањето на Европската Унија, се со цел да се прати политичка порака дека процесот на проширувањето продолжува. Извонредно е соопштението, односно текстот кој што е напишан за Македонија за напредокот и за тоа дека Македонија е подготвена веднаш да ги започне преговорите за пристапување кон Европската Унија. Вчера ја слушнавме изјавата на белгиската министерка за здравство, која што најави дека кризата со коронавирусот ќе трае од прилика околу 8 недели, што најавува дека во наредните 7 недели навистина нема никаква можност за било какви состаноци во Брисел. Во најоптимистичкото сценарио, ако кризата приврши за некои 7 недели, би можело да се очекува да има меѓувладина конференција за почеток на пристапните преговори на крајот на јуни. Но ајде да не шпекулираме со датумите, она што е најважно во моментот, како што владата донесе уредба за работење на образованието на дистанца и администрацијата може да работи и да се подготвиме за што е можно побрз почеток на преговорите. Во овој момент сите сме фокусирани на помош од Европската Унија што се однесува до корона кризата. Стребувањата се дека нема таа да биде доволно, додека македонските политичари смируваат и се прилично оптимисти. Тука и се гледа всушност колку е важно учеството и пристапувањето кон Европската Унија. Видовме дека Европската Унија си ги штити членките, затворајќи ги надворешните граници со цел внатрешно самата Унија да функционира. Ги слушнавме мерките кои што ќе превзема Европската централна банка од некои 750 милиарди евра вон мерките кои што ги превземаат националните влади, кои што исто така предвидуваат и откупување на националните долгови и помош на банките. Тоа ни укажува колку е важно овој процес на пристапување кон Европската Унија да го забрзаме и да станеме членки што е можно побрзо. Добро беше што во конференцијата за новинарите, која што се одржи исто така видеоконференциски, комесарот потврди дека Европската комисија разгледува две прашања. Прво, прашањето за забрана за извоз на медицинска опрема и медицински материјал од земјите на Европската Унија во Западниот Балкан, зашто се обидуваат да најдат решение, и второ, помошта која што ќе биде веднаш достапна на нашите земји, во некоја висина од околу 50 на милиони евра како прва помош по доделувањето на датумот за преговори и вклучувањето на Македонија во системот за заштита од кризи. Така да овие одлуки се навистина важни не само политички, туку и се важни во однос на тоа како Македонија ќе се справи со кризата во моментов и после тоа како ќе се справуваме со економската криза која следи. Добро, 15 години кажав дека чекаме преговори, сега не можеме да се израдуваме дури на овие преговори со корона кризата.
иако се разбира дека ова е исклучително значаен историски настан за Македонија, сепак се покажува дека има поддршка и политичка волја од страна на Европа. И дека Европската Унија не е само тука за нас, со таа политичка поддршка, но и околу корона кризата. Па да, всушност Европската Унија испрати силна порака дека ја гледа дефинитивно Македонија и Албанија како своји идни членки. И тука веќе нема никакви дилеми. Тоа и денеска го покажа со нивната конзистентност и упорност да се одржи овој состанок видеоконференцијски. Она што е исклучително важно е ние да не запаѓаме во летаргија заради кризата и да покажеме дека како што ја изненадивме Европа со носењето на законот за јавното обвинителство, кој што иако не беше формално поставено како услов од Европската Унија, беше поставено например како услов од Холандија за нивната поддршка, ајде да ги изненадиме сега дека можеме да функционираме. Мислам дека овој поттик треба да ни овој поттик кој што го добивме денеска треба да ни влее одредена надеж и да кажеме да можеме навистина да бидеме успешни. Оној систем на регата кој што постоеше помеѓу земјите од Источна Европа кога се зачленува Европската Унија, оној систем на меѓусебен надпревар кој ќе биде најуспешен, ни беше многу потребен. И мислам дека како нација можеме да покажеме сега дека имаме квалитет и капацитет. Голем дел од нашето законодавство веќе е прилагодено кон европските стандарди и мораме во овој период, работејќи од дома, работејќи на дистанца, да бидеме подготвени да работиме што е можно побрзо да ги усогласиме стандардите, но и веднаш по завршувањето на кризата да покажеме дека истите тие ќе ги имплементираме. Ива импресивно кога ќе се види како нацијата е обединета овие денови околу корона кризата, како се слушаат препораките на владата и како се има желба да се почитуваат правилата кои што се поставени. Ако така се однесуваме цело време во процесот кон самата нација, односно почитувањето на законите кои што ги имаме, мислам дека од целава криза може да излеземе уште и како посилни како нација. Добро, во моментов сте во Шпанија, Киријас. Денешниот биланс е 514 умрени луѓе, мртви. Што се случува во Шпанија? Овие бројки се слични како во Италија, многу се загрижувачки. Вие сте во самоизолација, односно во карантин. Излегувате по потреба, многу ретко, се придржувате на упатствата, но што може да биде причината? Дали институциите предоцна ја сватија сериозноста од ситуацијата во Шпанија? Иван, можам да ти кажам дека е навистина страшно кога се слушаат вестите, кога се слушаат бројките. Застрачувачки кога ќе слушнете, например, дека во главниот град во Мадрид заради неможност за да се процесуираат сите починати луѓе во погребните предпријатија, хокејската сала во Мадрид се претвара во голема мртовечница каде што привремено ќе се прифаќаат оние кои што се починати од коронавирусот. И навистина кога го зборам ова, морници ми поминуваат низ телото, сваќајќи ја кризната ситуација. И тоа е добра порака до сите во Македонија да стрикно да се поддржуваат до она што го кажува владата. Од една страна има простор за разгледување после целата криза каде е за таа мерките предвремено, зошто владите, нивните служби не предвидуваа што може да се случи, меѓутоа она што исто така е индикативно дека во медитеранските земји седур владата не воведе некои радикално рестриктивни мерки, изгледа дека населението апсолутно не се придржува до нив. Во Шпанија, која што е диктатура до 1975 година, се воведени крајно рестриктивни мерки кои што уште порестриктивни може да бидат од наредниот ден, односно да се забрани и секаква работна активност. За да се избегне тоа, потребно е да се подигне свеста на граѓаните да не ги изигруваат правилата. Полицијата овдека е многу ригорозна, на секој 200-300 метри ве застануваат во текот на денот да ве проверат дали имате потврда за одење на работно место. Ако приметат дека одите 2 пати или 3 пати до продавница, ќе ве предупредат или веднаш ќе ви напишат казна, бидејќи поентата е да се излезе да се купи еднаш за повеќе денови, да се остане дома, а не да се злоупотребат правилата.
Добро, и околу Британија, заради тоа што живеевте 12 години, таму е интересна, беше загрижувачка всушност ситуацијата околу ставот на Борис Џонсон ништо да не се презема и подоцна и тој попушти. Едно од објаснувањата е дека се плаши, како либерален конзервативец, се плаши од супресија всушност на човековите права. Но може ли тоа да сега да покаже дека нема да има голем излез и може да експлодира и таму, или тоа се црни сценарии? Добро, Ива, и ти имаш живеено во Лондон извесен период. Веројатно ти е позната културата во Англија, која што налага прво дека граѓаните имаат индивидуална одговорност, и второ дека владата не смее да ограничува слободата на луѓето. И тоа е за нив е светост. Во нивната политичка култура и во културата на однесување, таа либерална демократија функционира. Уште од самиот почеток владата да им ги ограничеше правата и слободите на граѓаните ќе доведеше до хаос во парламентот. Да не забораваме дека Борис Џонсон е премиер кој што почива врз основа на поддршката во парламентот. И доколку уште од самиот почеток се превземеа ригорозни мерки, на вистина владата ќе се доведеше себе си во незавидна позиција, познавајќи културата и традицијата, политичката традиција на таа земја. Мораше владата на Борис Џонсон, не сакам да го правдувам, ни најмалку, мислам, не ми е тоа идејата, меѓутоа се обидувам да анализирам. Мораше владата на Борис Џонсон да почека да има толков огромен притисок од јавноста и од парламентот за да се воведат рестриктивни мерки, за да конечно владата превземе такви одлучни чекори како што беа преземени во Македонија уште од пред 10 дена. И еве ги гледаме на пример насловите денеска во британските весници кои што велат крај на слободата. Значи ке нив не се вели борба со кризата, се вели крај на слободата. Сличен е менталитетот и политичката култура во Холандија, каде што холандскиот премиер вчера им се обрати на граѓаните и им рече: ве молам, не се доведувајте во состојба владата или јас да ви кажувам како треба да се однесувате, превземете личната одговорност за да не биде владата таа која што ќе носи ригорозни рестриктивни мерки. Она што владата на Борис Џонсон подоцна ќе мора да го одговори е зошто не превзема претходно мерки како што прават сега, на пример, да наложат на фармацевската индустрија да произведува многу повеќе тестови за коронавирус, или зошто не наложија на автомобилската индустрија предвремено, гледајќи што се случува во Кина, да почнат да се преориентираат и да произведуваат респиратори, или пак здравствениот систем да се прилагоди. Сепак, она што Борис Џонсон се труди да го прави, на еден класично популистички начин, е најава на некои баснословни суми на пари кои што ќе се бризгаат во британското стопанство, за да ги осигура граѓаните дека економската криза која што следи полесно ќе се надмина. Да не забораваме дека до крајот на годината Британија треба да ги заклучи преговорите со Европската унија околу конечното излегување, кога ќе заврши транзицијскиот период на 31 декември. Се повеќе ова се доведува во прашање, бидејќи ќе биде тешко двата процеса да се водат паралелно. Можно е транзициониот период за излегување на Британија од Европска унија, односно од заедничките правила, на крајот да биде продолжен, затоа што економскиот импакт, односно економските параметри после кризата ќе бидат навистина поразителни во Британија, во целата Европска унија и се разбира и во Македонија. Добро, јас ви благодарам за ова интервју. Благодарам, Ива, и чувајте се, останете дома. И вие чувајте се.